со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Уважаеми слушатели, добар ден. Уште една среда, денес сме 15 март, 11 часот и некоја минута. Термин за политичката емисија Круг. Со оглед на тоа дека актуелната политичка состојба е таква каква што е, неизбежна е дека ќе биде дел и од оваа анализа од денешниот ден, како што поминуваат деновите, состојбата станува се по неизвестна, барем од поглед на тоа дали ќе имаме некаква брза разрешница околу состојбата и во кој правец таа ќе се движи. Таа е главната тема на која што денеска ќе зборуваме. Јас и за ова и за претходната, меѓутоа и за следната емисија се обидував да најдам некои гости соговорници од условно кажано опозицијскиот блок, меѓутоа од оние помали политички партии, затоа што сметам дека нивните ставови во оваа состојба, оваа политичка напнатост се исклучително значајни. Тие некои од нив имаат и своји представници во парламентот. Меѓутоа ме изненадува нивниот молк во поглед на тоа. Речи си да никој не сака да зборува, единствената политичка партија која што е опозицијски, меѓутоа не е директно врзана со блокот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што одлучи да дебатира на оваа тема е Либералната партија. Мој денешен гостин е Иван Величковски. Иван, добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Прво, да почнеме од овде. Има страв кај малите политички партии во опозицијата да зборуваат или немаат став за состојбата? Па, веројатно и едното и другото, бидејќи можеби станува збор за калкулации како понатаму би се пласирале, позиционирале и слично. И можеби некои од нив сакаат да избегнат во моментов да прокламираат јасен став. Впрочем, и изборната кампања која што имавме во декември за изборите минатата година покажа дека многу од партиите и нема некои конкретни ставови за одредени прашања, па и за самата динамика на изборниот процес. За жал, можеби се уште има некој кој што мисли дека без да се прокламира став, без јасно да се кажат работите колку и да се пријатни или непријатни, дека би можеле да имаат поактивно политичко учество. Од друга страна и на нашиот пример, ако гледате, можеби ние ги кажавме работите порано, можеби не сакаа луѓето да ги чујат, па заради тоа можеби немаме парламентарна застапеност или не можеме да влијаеме на процесите, бидејќи не се согласувале луѓето или сметале дека е прерано за такви некои ставови. Меѓутоа, политичката демократија подразбира презентирање на ставови на политичките партии. И дали ако станува збор за страф, ако станува збор за калкулации, дали тоа зборува дека капацитетот на тие политички партии за демократија е нешто поинаков од декларативните заложби за демократија? Зборам и за големите партии и за малите. Разбирам, отсуството на суштинска политичка дебата, која што се одвива и во институциите, која што се одвива и низ медиумите, во изминативе, јас би рекол, 6-7 години всушност не доведе до тековната парализа во општеството. И заради тоа ние сега денеска повеќе се потпираат сите на на мислење на експерти, аналитичари, колумнисти и слично, и тие доминираат во етерот од едноставна причина што политичките партии и избраните политички представници не сакаат да дебатираат на некои теми или калкулираат со тоа кога би дебатирале со нив. За жал, ова ќе не доведе до ситуација да и натаму постои маглата во која живееме и за многу работи да дебатираме непотребно, а за клучните прашања да избегаваме да разговараме и потоа да се соочуваме со ситуација како ова со кое што сме соочени денеска, како она што беше пред изборите, како целокупната политичка криза која во Македонија е генерирана многу повеќе од овие неколку години. Напротив, мислам дека таа првичната кулминација доживеа некаде веќе околу 2011-12 со самите предвремени избори, со изфрлањето на нас опозицијските пратеници од собраниската сала, а потоа се беше менаџирано со договори меѓу неколку политички чинители кои го тргнаа на страна и цивилното општество, кои ги тргнаа на страна и граѓаните, и на крај гледаме дека се што било менаџиран договор за да се надмине на криза, всушност не воведува во следна криза. Доколку не си ги отвориме прашањата, доколку не ги издискутираме, доколку не создадеме јасни проекции, ќе се движиме повторно во вакви кругови и вие се помалку ќе имате соговорници во овие емисии. Да, но ова тема ќе продолжиме, и тоа сакам претходно уште едно прашање. Ако новинарски ги калкулираме работите, молкот да речеме на малите опозицијски партии во блокот на СДСМ,
ако сакаме да карикираме или било каква ситуација, тогаш можеме да протолкуваме дека нивниот молк веројатно е можеби несогласување со платформата, а страв да се тоа произнесе. Не би сакал да калкулирам, не би сакал да шпекулирам. Тоа се нивни ставови и нивни позиции. Значи, јас уште еднаш ќе го повторам тоа. Ние имаме можност како либерална партија, врз основа на собствена програма, врз основа на оно што сме го ставиле на увид на јавноста, со самостоен настап на минатите избори, со сиот ризик дека ќе поминеме вага како што сме поминале, но со целата желба да го представиме она за што зборуваме веќе 10 години, имаме можност да настапиме и во вашата емисија и било каде и да кажеме што сметаме дека е пропуштено, што сметаме дека може да се направи, и тоа сега јавноста може да го гледа како наш придонес без наша калкулација, бидејќи во ниедно од решенијата за кои што зборуваме, ние немаме можност директно да учествуваме, освен доколку не станува збор за некоја драматично голема криза во која ќе се бараат ресурси на сите од сите можни профили. Втората работа е што оваа криза и начинот на нејзиното случување, на нејзината динамика и ова што го гледаме денеска покажува дека фактички ние имаме политички партии чиј капацитет е далеку повеќе надминат од кризата, од што било кој од партиите поединечно може да учествува во нејзиното смирување. Заради тоа е сега потребен нов степен, така да кажеме, на политичка зрелост. Јас затоа ќе бидам политички коректен да не ги коментирам другите партии. Но ако сакате, тоа не се однесува само на партиите од опозицијата, истото можете да го забележите и во реториката на коалиционите партнери на ВМРО ДПМН, се условно што е опозиција денеска, што е власт, и тоа мораме, ако сакаме, со контрапрашање да зборуваме. Што е опозиција, што е власт, бидејќи ние немаме конституирани институции, немаме конституирана влада, имаме декларирано ново парламентарно мнозинство, но не можеме да дојдеме до тој епилог во моментот поради одлуката на Иванов. Заради тоа ќе зборувам, значи, за блоковите, еве така да ги кажам, предводени од ВМРО ДПМН, предводени од СДСМ. Значи, блокот на ВМРО ДПМН исто така има политички партии кои што се во коалиција со таа партија, но ако забележувате, нивното учество во дебатата е повторување на ставовите на ВМРО ДПМН. Така што отсуството на дебата слободно можете да го лоцирате во двата, така да ги наречам, големи политички кампуси. Столбовите на тие клучеви. Столбовите, веројатно тоа е, сега не знам, можеби е нивна, како да ја наречам, стратегија за пиар и слично, но тука тоа е нивна одлука. Да се вратиме на суштината на проблемот. Има ли излез од политичката криза? Секако дека има и тој излез секако дека ќе се дојде. Само прашање е колку ќе бидеме отворени, мудри, решителни и колку сме подготвени да ги понудиме на време. Нема криза што не може да се реши и секоја криза е и можност да се, надминувајќи една етапа, така да кажеме, на застој, една етапа која што создала одредени политички судири, ние можеме да влеземе во нова фаза во која тие судири ќе бидат решени и ќе бидат успоставени решенија како таквите судири да не се случуваат. Затоа имаме правила на демократско функционирање, имаме правила на парламентарна демократија и сега само треба да дојдеме до правилата на тоа дека одговорноста значи да се почитуваат демократските правила и начела, да се почитува уставот и значи да се биде подготвен да се преземе одговорност. Тоа подразбира доделување на мандат на новото парламентарно мнозинство од председателот Меѓу другото, јас Иванов? јавно кажав дека Иванов ги надмина своите уставни овластувања. Во парламентарна демократија тој не може да го толкува уставот без оглед на претходни преседани. Не може да си дозволува толкување на устав по собствена или по партиска мерка на партијата која го предложила и го избрала. Меѓутоа, од друга страна, настрана председателот Иванов, сепак веќе 15-16 дена се сведоци дека на улици има некои, ајде да не карикираме, да не идеме со бројки, меѓутоа некаде над 50-60 има популација, има демонстранти кои што изразуваат незадоволство од тековна политика, во случајот тие застануваат за одлуката на Иванов, или она што јас го мислам дека Иванов намерно направи политички маневр со кој што им даде политичко образложение на протестите кои во основа сепак сметам дека имаат и многу партиски елемент на поддршка на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, тие протести сепак можат
при одлука, да речеме, на опозицијата само иницијативно или како што има некој сценаријата да влезе да состави собрание, избере председател, состав на нова влада, може да предизвика некои сериозни безбедносни инциденти, веројатно во таа насока и вчерашната изјава на Ахмети кој вели дека сега ќе треба да бараме некаков консензус на сите етнички заедници. Дали тоа подразбира можеби некој пржино 3-4? Па еве такви се толкувања за кои што денеска слушав, но ајде да се вратиме назад. Значи, ете едно решение кое што всушност и Ахмети го понуди. Второ, забележуваме дека во тек се политички преговори, разговори, не само околу составување на влада, туку и околу начинот на доаѓање на влада. Значи, ние имаме една сериозна криза која беше политичка, прерасна во уставна, со толкување за кои што се давани, а има ризик да премине во институционална. Мислам дека оправдани се сите стравови дека со прескокнување на одредени постапки би можело да дојде до двовластие. А тоа мислам дека на никого во Република Македонија не му одговара. Тоа исто така ги отвара прашањата на многу странски држави за тоа како би ја третирале состојбата во Македонија. Тука не зборувам само за соседството, туку зборувам и за други за светски фактори. Заради тоа, ние сега треба да бидеме мудри и прво и основно не може зашто само да очекуваме дека решенијата треба да ни бидат посочени од некаде, туку можеме вајде сами да дојдеме до некое решение, белки за тоа има доволно политичко лидерство во Република Македонија. Второ, калкулациите за кои што зборував претходно. Вие ги споменавте во прашањето, јас потврдувам дека многу од политичките партии се обидуваат да калкулираат, да не се замерат, да речеме, со некого или да си обезбедат позиција во следниот период. Сакам сите да ги убедам дека нема да има за никого позиција доколку не дојдеме до политичко решение и доколку ситуацијата отиде предалеку, потоа нема да зборуваме за позиции, туку ќе зборуваме за политички позиции, туку за позиции, да не речем, на гледање едни спроти други. Во Република Македонија можеме оваа состојба да илустрираме низ една така да не сакам да биде ова виц, туку да се една легенда која што постои, нели, кога се фаќа златна рибка, тоа е за целиот Балкан важи. Му рекла златната рибка на човекот, види, ќе ти исполнам 3 желби, но сметај дека се што ќе исполнам за тебе, ќе исполнам дупло за твојот сосед. И овој вели, прво вика сакам да ми умре коњот. Добро, 2 коња му умираат на соседот. Сакам да ми умре козата, 2 кози умираат. И вика, извади ми го едното око. Зошто? За да му извади 2 очи на соседот. Тоа не е решение, тоа не е политика. Абсолютно. Тука нема никаков излез. И сега не сакам да видам, значи сакам да видам сега сериозно да го сватиме ова. Ако ги извадиме очите на другиот, и нашите ќе бидат извадени, и при тоа ќе отидеме до таму да политичкото слепило продолжи натаму. Затоа изјавата на Ахмети можеме да ја гледаме во низа на неколку политички ставови кои што покажуваат дека е потребно да се најде решение за да се сопре прво овој меѓуетнички јаз кој што се создава и кој за жал морам да признам дека протестите во добар дел низ некои пораки на луѓето што протестираат беа нафрлени како такви. Со тие не можам да се согласам. Сега, тоа не значи дека извори се тие. Ајде мораме да направиме кратка пауза тука и ќе продолжиме се надевам дека дебатата ќе биде интересна. Да, фала. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, поштени слушатели, мој и ваш денешен гостин Иван Величковски, претседател на Либерална партија на Македонија. Застанавме некаде на средината. Меѓутоа, ај вака сега да ги проанализираме состојбите од почеток. Се чини дека политичката криза дојде во оваа ситуација веројатно и заради веројатно сосема јасно е дека и заради односот на албанските политички партии на платформата која што реално е творба на владата на Албанија, ако се земат видат оние средби кои што беа правени непосредно после изборите и пред објавувањето на Божик на 7 јануари. Така што и незадоволството кое што е на улице и образложението на председателот Иванов, сето тоа е поврзано со таа платформа. Ние немаме денеска јасен став на блокот кој што е дел од СДСМ.
дали таа платформа како платформа е прифатлива за нив и дали таа платформа и во кој обем е составен дел на програмата на тоа парламентарно мнозинство, иако имаше некоја пресконференција на Заев од која што можеше да се види дека законот за јазици сепак е составен дел на тоа. Меѓутоа албанските политички партии тврдо стојат на ставот дека таа треба да се реализира во целост. Поставувате обемно прашање, па дозволете да го поделам одговорот во неколку дела. Прво, околу самата платформа. Во нејзе има елементи кои што за политичките партии се прифатливи и кои за политичките партии не се прифатливи. Прво да тргнеме од формата, каде е донесена и кој ја има подпишана. Мислам дека ова ваше тврдење дека е направена во Тирана е тврдење што го кажа партијата Беса. Мислам дека пак други два подписника на платформата, партиите ДУИ и Алијансата на албанците, велат дека таа е подготвена и подпишана во Скопје. Меѓутоа координирана сепак во Тирана. Да размислиме за следното. Дали, доколку таа платформа, еве, велите подпишана во Тирана. Ако е подпишана во Брисел, дали нешто би сменило? Или друго, ако е подпишана во Скопје, во клубот на претениците, дали би сменила нешто? Прашањата кои што се извадени во платформата се исто така суштински. Јас ќе ве потсетам и дека веројатно го имате следено тој на нашите партиски сајтови и профили на социјалните мрежи. Во сите средби со дипломатите овдека, вклучително последната средба и со амбасадорот на Албанија и во едно гостување сега што бив минатата недела во Софија телевизиско, кажав дека сега е неопходно да сите политичари од соседството се воздржат од давање изјави визави состојбата во Република Македонија, затоа што самите тие изјави може да бидат дел од политичка кампања во нивните земји. Знаеме дека политичка кампања има во Албанија во моментот, во Србија, во Бугарија, и дека тоа нема да биде корисно. Второ, во делот на содржината на платформата. Се појавија толкувањата и тие се оправдани, да речеме, во делот на резерви визави она што значи дефиниција за геноцид. Но во платформата имаме и точки за кои што сите политички партии, вклучително и во изминатиот период, имаат согласност околу движењето на Република Македонија кон... Тие се декларативни точки. Ние се држиме на суштинските точки околу точката која што подразбира осуда за геноцид. Сепак прашањето за осуда на геноцид, преземање на таква иницијатива, вие да признаете некаков геноцид е прашање кое што едно е да имате вие осуда за режимски со делот малтретирања на вашата констатација дека таа е многу чувствителна точка и впрочем таа точка зависно од незиниот третман и од незиното институционално третирање може да биде и регионално прашање и проблем. И заради тоа, да речем, јас кога зборувам на оваа тема, сметам дека сите политички партии треба да го побараат она што го кажувам јас. Да речеме дека потребно прво да имаме појаснување на суштината на содржината на таа точка. Што сакал да каже писателот со незината содржина. Но еден од излезите, да речеме, пред паузата зборувавме за излезите од кризата. Прво, еден од излезите на кризата е да се договориме прашањата кои што се отварат дека треба да бидат затворени, бидејќи вака како што тераме во моментот и вака како што се води политичкиот дискурс, само нови прашања излегуваат. Ниедно прашање не го затвараме и тоа треба, но проблемот во суштина е уште еден. Затварањето на прашањата е институционално. Трето, јас во делот на јавната дебата ги слушам сите оние толкувања, ова е кажано, вака е напишано во ред. Сега да поставиме прашање, дали политичките партии со закон и со устав имаат право да застапуваат одредени идеи и тие да ги застапуваат со политички цели? Да. Заради тоа, политичкиот диалог и разговорите, всушност во институциите треба да кажат што за целокупното општество, за целокупната држава е прифатливо, на кои прашања може да се најде решение, кои прашања немаат консенсус. А овие се чувствителни прашања кои ако само ги отвараме, дополнително ќе ги обременуваат односите. И во исто време, само уште една додатка. И во исто време ризикуваат конфликтите од политички да ги пренесат во меѓуетнички
и истовремено потоа, да речеме, и во интраетнички, односно внатре етникумите во Република Македонија. Од таа ситуација нема да имаме излаз. Ќе се вратиме потро, само сакам да подпрашам едно прашање на констатација токму околу тоа, околу ова ваш последниот заклучок. Затоа не мислите ли дека прашање од типот на геноцид, на теми кои што се врзуваат историски во државата, не се прашања кои што треба да ги решаваат резолуцијски декларативно политичките партии, ниту да ги поставуваат на маса. Сепак тоа се прашања веројатно за кои што историчарите треба да најдат решение, а формата на резолуција би била некаква административна или протоколарна форма на државата. Затоа велам дека политичките партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, и било кој, веројатно и ДУИ, и ДПА, сите треба да го извадат прашањето за геноцид од платформата, нека најдат начин како да го стават во раците на историчарите, нека одлучат историчарите што имало, како имало, у која форма, а затоа што одлука врз основа на политичка одлука има далеко по суштински, по чувствителни консеквенции по целата таа тема. Значи, токму од тие причини, кога зборувам за политички диалог, зборувам за тоа да она што биде, она што е потребно врз основа на оценка на мнозинство пратеници, врз основа на мнозинство политички чинители, па може би за некои прашања со многу поширок консензус, тоа може да се решава. Другите прашања се договара како да се и кој да ги отвори, каде да се отворат, но секако дека е потребна динамика и кога веќе треба еднаш да се затворат. Заради тоа се согласувам дека внатре има прашања кои што веројатно не припаѓаат ниту на една платформа која што доаѓа по изборите. Но од друга страна да ве вратам па на еден дискурс кој што се случуваше до 11 декември. Ама по тој дискурс, ако мислите на ВМРО ДПМН, испадна да Груевски во право на изборната кампања. На два дискурс, на двата блока. Значи, ние имавме дефиниција. Мислам дека таа беше кажана во Берн, од страна на господинот Заев, дека треба да се оди над рамковниот договор. Политички кажав дека таа дефиниција, таа изјава во тој момент е особено неконструктивна, односно нема да придонесе кон епилог на изборите за суштинското прашање што беше тогаш. Криминал, корупција, нефункционалност на институциите. И денеска гледајте, никој не зборува веќе за криминал, корупција и нефункционалност на институциите. Институциите остануваат нефункционални, бидејќи сега бараме начин да ги оспособиме. Вториот дел е во дискурсот ВМРО ДПМН ја преземе и целата кампања ја водеше на федерализација, кантонизација и така натаму. Ама тоа денеска не се случува. И денеска нас ни се случува последицата на неодговорноста на политичките партии да се зафатат со клучните прашања. Отварајќи теми кои пред изборите воопшто не беа теми, тие сакаат да го дефокусираат вниманието од клучните прашања, еве да го денеска бумерангот се враќа. Ако сакаме да зборуваме за она што зборуваме за прашањето на ризикот за меѓуетнички и за интраетнички судири. Јас еве денеска да го поставам прашањето. Кога зборуваме за криминал, корупција, еве сакам да слушнам, да речеме, не знам, дали Шекеринска, дали Шилегов да зборува за прашањата за истраги кои што се слуша дека има во делот на, не знам, нивни соговорници денеска во преговорите, некои ги спомнуваат Теута Арифи, некои ги спомнува Изет Меджити и така натаму. Веројатно затоа што си и во жижата на медиумскиот фокус. Ајде сакам да слушнам Гордана Јанкуловска или Сашо Мјалков да зборува, да речеме, за прашањата, не знам, за Муса Џафери, бидејќи и тие се сега во медиумскиот фокус. Ајде да ги отвориме тука прашањата, а не топовско место да се става на улиците, да се подкреваат емоциите, за да се избега од рационалното решение и од рационалното решение на проблемот и од политичката криза, ама да дојдеме и до суштинското прашање. А тоа е каде се парите. Бидејќи основниот проблем овде дојде од злоупотреба на институциите, од одговорноста на владата на Груевски и Ахмети, и во тој момент кога се обзнани сето што го слушнавме од бомбите и кој знае што има, дојдовме до моментот кога требаше да разговараме за санкционирање на криминалот. Денеска за тоа не разговараме. Тоа е суштинското прашање. Зошто денеска за тоа не се разговара? Прашањето, темата за меѓуетничките прашања, темата за двојазичност, темата за федерализација, и тие се прашања кои што во кампањата ги внесе тогашната опозиција. Значи,
Јас можам да зборувам за оно што го внесе либералната партија во кампањата. И тука е вашиот, не ваш личен, него тука е целокупниот медиумски проблем, што во обсервацијата на сите проблеми, прашања и слично, кога ќе дојдеме, не се изненадувајте затоа кога некогаш политичките партии кои не се ВМРО и СДСМ избегнуваат да разговараат. Вие цело време зборувате за дискурсот на тие две политички партии. Како да најдеме решение и слично? Па како да најдеме ние решение за проблемите што тие ги создаваат? И тоа не се проблеми што се создадени вчера. Ако сакаме сега да зборуваме, тогаш кажете како партијата која беше најнапаѓана, либералната партија, Пајтон, партија ваква, партија таква, во ред Пајтон, со наши тркала, со наша кочија. Ние тоа го мислевме што го кажавме. Забележавте дека немавме непринципиелни решенија, не уфрлавме други теми. За некои од решенијата за кои што зборувате денеска, ние сме ги зборували што 2013 година. Но и зашто има проблем во дискурсот во расправата, во јавната расправа, денеска да речеме ставовите на либералната партија барем да се признае дека биле точни пред 3 месеци. Затоа што кај нас тоа не беше правено ниту со огромна медиумска поддршка, не беше правено ниту само пред изборите, туку е резултат на платформа што сме ја донесле во 2013 година. И заради тоа денеска ние имаме право да кажеме да, малку сме, ама имаме право да го кажеме тоа што сме предупредувале 4-5 години наназад. Значи 4 години конкретно од 2013 година. Ако ние сакаме да зборуваме за главните предизвици денеска, тие се криминал, корупција, нефункционирање на институциите, а да ве потсетам дека во кампањата предупредив и во јавните настапи кажав дека една од точките која ќе мораме да ја браниме е и секуларноста на државата, бидејќи и таа ќе биде погазена. И вие денеска гледајте, и односно минатата недела тоа се случуваше. Веќе започна јавни препреки меѓу МПЦ, меѓу и ИВЗ. Забележете дека верски лица учествуваат на протести во секуларна Македонија. Значи, одиме чекор натаму. И не сакам, значи, правото на протест на секој поединечно може, но никој тоа нема да го прави, не сме да го прави во униформа или во мантија. И точка. Добро, некои принципи. Владиката цел живот носи мантија, не може да излезе на протести по купаќи валјда. Па се надевам дека не очекувате дека владиката смее да повика, дека треба да повика и да одрази став на Македонската православна црква, па уште малтене да го прогласи Иванов за светец. Па добро, не идеме до тој степен дека го прогласил за светец, па затоа да се вратиме на меѓутоа дали кога веќе дашме прашањето, дали изразување став на свештеник и на било кој за општествени прашања поврзани со било која тема е нарушување на секуларизам? Прашањето на секуларизмот е многу подлабоко. Значи, ние имаме партии кои што во своите политички програми велат дека религијата е највисоката форма на човечка свест и дека таа треба да биде, може да биде политички застапувана. Тоа значи дека во судот во Република Македонија некој пропуштил да види таква дефиниција и регистрирал партија која де факто кажува дека не нагризува политичката и фактичката секуларност во Република Македонија. Сте забележали либералната партија на ниеден свој собир во било која форма немала присуство на свештено лице, особено не во одеждата која што ја има. Затоа што политичкиот став лично, гласање, поддршка и согласување со нешто, не е спорно. Но во никој случај тоа не сме да одразува став на верска заедница. Тоа е едно од прашањата кои што го отворив. Зошто, еве да го спомена Прегиска и Ахмети, зошто една од изјавите на Ахмети никој не ја протолкува дека изворот во суштината на кризата е судирот помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ? Да, ама судирот меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, меѓутоа Ахмети и албанските партии внесоа дополнителен експлозив во тој судир. А зашто не забележувате дека во јавните изразувања на сите политички партии, сакате од СДСМ и неговиот блок, сакате од ВМРО, ДПМН и неговиот блок, сите велат дуи, ама никој не вели Ахмети, затоа што сите имаат посакуван партнер. И на крајот сега да зборуваме на крајот, бројките по собранието треба да бидат такви што ќе формираат влада, односно институција. Ама то повторно не враќа на основниот. Борците за слобода и корумпираните од ДУИ. Видете сега, дали корупцијата сакате само во ДУИ да ја барат? И дали тука сме коректни до крај? Збориме од позиција на ставовите на опозицијата за истата ниво на корумпираност на ВМРО, ДПМН и ДУИ од пред 5 месеци.
Ама политичката корупција и од пред 5 месеци предходно не е создавана во тие 5 месеци или во една година. Значи основниот проблем, кога предупредувавме на пржинските договори, основниот проблем беше што тие имаа за цел само да ја фасадираат, така да кажам, шупливата конструкција. И вие не можете да ставите кров на една зграда ако не сте ги направиле темелите добро. И сега во овие изминати 20 и кусур години од независност. Ние имаме еден куп афери, ама немаме ни еден епилог. И фајде е време сега да дојдеме конечно до епилогот и заради тоа многу ме разжалостува фактот што забележуваме дека ВМРО ДПМН и натаму се одбива да ја даде поддршката за продолжувањето на мандатот на СЈО. Значи нема како да кажам, личната одговорност не значи дека е одговорност на сите членови на таа политичка партија. Истото се однесува и визави сите отворени случаи, се да бидам коректен, сите отворени случаи контра, не знам, припадници на СДСМ или ДУИ или која сакате партија. Нема во СЈО такви случаи. Па нема во СЈО, има во ЈО. И проблемот ако сакате да го доведеме до сршта. Еден има свое јавно обвинителство, друг сега треба да има свое специјално јавно обвинителство и тоа е впечатокот што сите сакаат да го создадат, дека секој има свое. Ај луѓе за промена да имаме наши институции. И кој ќе ми кажете дека Иван Величковски погрешно се паркирал на улица, да не се јави на телефон, кај никој што го знае, да си ја плати казната. Може така? Да почнеме секој од сопствениот пример. Значи, ово кажувам за да дојдеме, сега може би малку карикирам, но да дојдеме до суштинскиот излез на кризата. Ако не запреме тука некаде, и ако не ги побараме решенијата, кои што мора да произлезат не само од 3-4 блока и не само од 3-4 политички партии, оваа криза ќе продолжи да се влече. Ќе слушаме, не знам, секој пратеник во кампања ќе може да си каже што сака. Еве, ја користам и приликата да кажам дека да, изјавата на пратеничката Дода е неприфатлива и за неја, впрочем, сите реагираа. Ама да ги видиме и оние фактички состојби. Таа уште војна на Северна Кореја нема објавено во изминатите изборни кампањи, за сите соседи има кажано нешто. Проблемот е што ние, што подолго трае оваа состојба, ќе мотивираме многу доди и многу луѓе кои што на Македонија, на состојбите кои што овде се случуваат, ќе сакаат да ги градат своите политички кариери, а при тоа секоја изјава што ќе дадат и тие, но што ја даваат и политичарите овде, што ја даваат и луѓето што протестираат, да запамтиме, ќе остане трага и ќе нанесе штета на односите меѓу луѓето. Не зборам само за меѓуетнички. Ќе остане таа горчина. После сите пораки за, не знам, како се вика, како се употребени, чиста Македонија или клети овие, клети оние. Немојте луѓе. Тоа ќе отиде предалеко. Немаме право на нешто такво. Тие пораки не се генерални пораки. Не е генерални, заради тоа ги упатувам, значи ве молам, многу сум прецизен кога го кажувам. Тие поединци што ги прават тие пораки, треба да размислат и да се извинат за кажаното. Се согласувам со вас. А не сакам никого да стигматизирам Абсолютно. или да генерализирам, ниту пак правото на протест некому да му го порекнам. Правиме уште една кратка пауза и во финишот на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. И повторно назад во финишот на денешниот круг, мој ваш денешен гостин Иван Величковски, председател на Либерална партија. Величковски, дали е решение на кризата оно што веќе извесен период го нуди ВМРО ДПМН, откажување на платформата од јавно дистанцирање од СДСМ и понудата за формирање малцинска влада? И што е она што во Македонија е толку драматично и страшно двете политички партии да можат да состават некакво парламентарно мнозинство? Ние такви случаи имаме многу во Европа, например кога Германија беше еден долг период во некој тип на таква влада. Па, составот на парламентот, етничкиот состав, суштината и длабокиот извор на кризата покажува дека тоа не е решение, туку ако ВМРО ДПМН било спремно за такво нешто, веројатно ќе разговара и ќе го понудеа и на СДСМ и на ДУИ за друг формат на владата, можеби поширок, можеби не со сите со целосно учество на ВМРО ДПМН во некоја поширока влада, но мислам дека тие немаат намера такво нешто да предизвикаат, туку се уште сакат да ги држат етничките фронтови, етничките ровови на линија. Кога учествував на емисијата што споменав минатата недела, ми беше поставено прашањето и за широка влада. Значи, јас ќе потсетам дека од 2014 од платформата што ние понудивме во октомври, зборувавме дека е потребна широка влада без со исклучок на сите луѓе за кои што се покренати постапки и за кои што се спроведуваат постапки.
од обвинителните органи. Тогаш се уште не постоеше ниту специјалното јавно обвинителство, но сметавме дека ќе дојде до правен епилог и ќе мора да се случи низ правните институции и судовите во Република Македонија. Веројатно и кога сега слушам на изјава на Ахмети од синоќа, веројатно и тоа трето пржино за кое што тој зборува, можеби вклучува и нешто такво, немам представа. Но решение само меѓу партиите во кои доминантно членуваат македонци ќе предизвика многу потешка поларизација и ќе ги исклучи останатите политички чинители кои имаат сериозна 20 претеника за стапеност во собранието. Затоа мислам дека тоа е само еден трик во изразувањето, но ако се бара некоја поширока форма на поддршка, тогаш ВМРО-ДПМН е сигурно дека може да ја стави на располагање својата поддршка за да речеме продолжувањето на мандатот на СЈО, па да паднат сите бауци. Реално, ако се сака да се бара решение, тоа ќе се бара можеби во поширока влада која што ќе возможи барем двотретинско мнозинство, бидејќи многу од прашањата кои што ќе треба да се решаваат се прашање на двотретинско мнозинство и тука не зборувам за знаме, грб и слично, тоа им го оставам да си играат со тие теми други, само ќе кажам дека денеска сите протести се со знамето на Република Македонија кој ВМРО-ДПМН го отфрлаше во изминатиот период, се зборува за грб, за промена на грб, да се потсетиме дека ВМРО-ДПМН и ДУИ поднесува предлог закон за промена на грбот во минатиот претенички состав. Не знам уште кои прашања сега да зборувате, значи сето тоа се вештачки, јас би ги нарекол теми, кои што треба да не дефокусирате, да не тргнат од клучното прашање. Јас ќе повторам, криминал, корупција, функционирање на институциите, бидејќи во основа доаѓаме на тоа каде се парите. Добро, ако е така, тоа што е проблемот, Заев да му рече на Ахмети, значи ние не интересираат вашите прашања за кои што сметаме дека ВМРО да ги ставило у платформа. Ако сака да правиме влада, дајте да збориме за криминалот. И јас не исклучувам и потребата од тоа да јавно каже Заев со кои делови од платформата се согласува, со кои не. Тоа е проблемот. Ама ве молам, јас повторно ви кажувам, не разговарате со Заев, разговарате со Иван Величковски, со представник на Либералната партија. Не, спорно, меѓутоа анализираме. И трета работа. Епак, ако анализираме во суштина, да забележиме дека всушност ова веќе далеко ги надмина рамките на политиката, туку повеќе доаѓа во некоја форма на политичко-клановска борба и заради тоа цело време го поставам прашањето каде се парите. Ние цело и кога зборувавме за прислушуваните разговори, сите зборуваа за тоа кој не знам правел ова, правел она. За мене беше клучното прашање и тогаш каде се парите, што се случувало, какви сделки се правеле, зашто биле слушањата и зашто биле разговорите и на крајот гледаме дека имало и тоа какви интересни финансиски движења со јавни пари. Ајде да тргнеме од решавање на тие прашања. Но да не избегаме од основната тема. Ние можеме да зборуваме за добронамерни решенија колку сакаме, додека овде не се, ако сакаме слободно да зборуваме, додека не се искористи потенцијалот и на Европската унија и на Соединетите американски држави да помогнат. Но прито да не очекуваме дека тие ќе ни го донесат решението, туку дека сами имаме капацитет да надминеме политички суети, да надминеме клановски политички борби, до тогаш ќе бидеме успешни. Ако се заглавиме во сегашната кал, ситуацијата може многу лесно да ескалира, бидејќи секој ќе сака да ги заметне траговите, правејќи всушност диверзија на некоја друга страна. Не сакам да размислувам за такви сценарија воопшто. Благодарам, почитувани слушатели. Мој ваш денешен гостин во Круг Иван Величковски, претседател на Либерална партија. Круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 15 март. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.